Усвојување на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладена конференција во најскоро време е клучен приоритет за Северна Македонија. Тоа претседателот Пендаровски го пренел на средбите во Брисел со врвот на Европската Унија. Позицијата на шефот на државата, кој поради пандемијата по подолга пауза го посети седиштето на ЕУ, е дека земјата покажала политичка зрелост и фокус на остварување на европската перспектива и дека продолжувањето на процесот на нејзина интеграција е во интерес на стабилноста и безбедноста на регионот. Разговаравме за реформите кои се во тек во нашата земја. Се разбира дека тука имавме подлога дискусија за тоа што тие очекуваат од нас. Главната работа која очекуваат е да се задржи и по можност засили реформското темпо. Јас известив за најновите слушувања во таа смисла за процесирањето на неколку така наречени високи случаи на корупција, дури и на функционери од сегашната политичка постава, структура на власт, што беше поздравено бидејќи се случува практично за прв пат во историјата на нашата држава. Меѓутоа тие побараат да се удвојат напорите во борбата против случаите на висока корупција и апсолутно е јасно дека тоа не е забелешка која ние кажуваат со години наназад и дека немаме уште многу време за да можеме досието наше реформско и проевропско во таа смисла да го допотполниме. Се разбира, најголем дел потрошивме од дискусијата на проблемот што го имаме со Бугарија, што е проблем што Бугарија го има со нас. На состаноците со претседателот на Европскиот совет Шарл Мишел, со првиот човек на Европскиот парламент Давид Сасоли и со високиот представник за надворешна и безбедносна политика на Унијата Жозеп Борел, Пендаровски потенцирал дека е неопходно Брисел дополнително да ја динамизира својата улога, што според него позитивно ќе влијае не само врз Северна Македонија, туку и врз целиот Западен Балкан. Со еврокомесарот за проширување Вархеј, освен за прашањето за старт на преговори со Северна Македонија, процес кој се уште е блокиран поради бугарското спротивставување, се разговарало и за реализација на договорот за распределба на 651.000 Pfizeroви вакцини за Западен Балкан, од кои Македонија ќе добие 119.000 дози. Ја потенцира поддршката за отворање на преговорите за членство и потребата Советот НЕУ да се согласи со преговарачката рамка. Важно е Северна Македонија и Бугарија да изнадат заеднички прифатливо решение, напиша Вархеј на Твитер по средбата со Пендаровски. И Стейт Департментот во изјавата за посветеност на САД на Западниот Балкан порача дека го поздравува напредокот на Албанија и Северна Македонија во клучните реформи и дека продолжува со поддршката за двете земји во јуни да ги почнат пристапните преговори. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.